Највозрастните земјоделци во Кочанско добро знаат кога и колку се сеел оризот во полинијата во Кочанската котлина. Бројките ги има и во Земјоделскиот институт одел за ориз во Кочани, според кој во 1939 година во Македонија под ориз биле посејани 3768 хектари, во 1955 дури 6503 хектари. А и во наредните години површините под ориз континуирано се зголемувале за на ниво на држава да достигнат и до близу 10.000 хектари. Во тие години со македонскиот ориз се задоволувале 60% од потребите на тогашниот југословенски пазар, а рекордна била 1987 година, кога оризот бил застапен на точно 9657 хектари. По распадот на СФРЈ, површините значително се намалуваат и паѓаат под 2000 хектари. Од 2002 година, кога биле ожнеани 2450, состојбата полека се консолидира, па во последните 3 години се сеат и жнеат по околу 5000 хектари. Во 2015 година со ориз биле засејани 4985 хектари. Овогодишното преполовување на површините под некогаш стратешката култура е последица на ограничените култури вода во акумулациите пред почетокот на наводнителната сезона. Но не е само во тоа проблемот. Земјоделците многу повеќе се гневни на откупно-прометната политика со оваа култура, бидејќи во последните години ниту има откуп, ниту асални цени. Оризопроизводството практично е девалвирано и сврлено на маргините на земјоделското производство. Со откупни цени од 12 до 15 денари за килограм арпа или 30 до 35 денари за килограм бел ориз, практично е неисплатливо да се одгледува оваа скапа култура која бара големи вложувања. Земјоделците повторно се во ситуација да очекуваат новата влада да понуди нова долгорочна стратегија за оваа некогаш стратешка култура, бидејќи регулирањето на состојбите ќе значи подоходовно работење и подинамичен развој на оризопроизводството.